До крајот на годината, за прв пат, во кабинетот на еден председател, ќе организираме серија средби на навивачките групи, во кои се активни млади со различна етничка припадност и на кои средби на моја покана ќе бидат присутни и неколку учесници и сведоци од конфликтот во 2001-та, кои тогаш беа на различни страни. Мојата цел е на овие млади луѓе, преку директни примери, да им ја покажеме од една страна на насилството, а од друга страна вредноста на диалогот и дебатите и за најтешките прашања со кои сме соочени во нашата заедничка земја. Старите поделби по етничка и партиска линија не ги надминавме, а на дневна основа веќе ги гледаме новите поделби, дали во врска со лицата со попреченост, однос на различната сексуална ориентација и родовиот идентитет на некој од нас. Драги пријатели, се додека се делиме по различни основи и ги дискриминираме поинаквите од нас, не можеме да зборуваме за напредок и да се дефинираме како прогресивно општество. Венецијанската комисија не вели дека законот е спротивен на нашиот устав, бидејќи за тоа воопшто не е надлежна. Исто така комисијата не вели дека на албанците им се дадени премногу права. Напротив, не истакнува како пример на држава која оди и подалеку од инаку високите европски стандарди во оваа област. Меѓутоа, врвните европски правници со право забележуваат дека нашата држава во овој момент не поседува капацитет и ресурси да ги имплементира тие стандарди во судските и управните постапки. Со други зборови, какво фајда од законот ако неговите одредби останат само на хартија? Законот за јазици сигурно нема потенцијал да ја дестабилизира земјата. Меѓутоа, ако велиме дека законите ги носиме заради граѓаните, чесно е да ги направиме сите неопходни корекции за тие навистина да заживеат. Широкото граѓанско движење на отпорот, кое беше генератор на демократските промени, настапуваше под мотото "Нема правда, нема мир", но за жал, по 3,5 години од единствената наша демократска револуција во посткомунизмот, малкумина се убедени дека правдата пристигна. Во редица судски процеси не видовме завршница. Некои од најголемите правни случаи застареа на очиглед на сите нас, а креаторот на режимот избега и од правдата, и од државата, и при тоа ниту една институција не кажа јавно како такво нешто воопшто беше возможно. Врв на лошите состојби во правосудниот систем беше така наречената афера Рекет, во која меѓу обвинетите за тешки кривични дела се најде и првата личност на институцијата која беше имено формирана со една единствена цел да ги гони криминалците. Почитувани, еден факт не зборува добро за отпорноста на нашиот правосуден систем од надворешни влијанија. Без малку 3 децении сме независна држава, а ниту еден висок политичар или преку ноќ збогатен бизнисмен нема завршено за решетки, а таму требаше да завршат многу повеќе од еден. Општа е перцепцијата кај граѓаните дека само сиромашните и луѓето на маргини, без релација со некоја од властите, одговараат дури за багателни кривични дела. Затоа и не треба да не чуди што голем дел од младите луѓе ги воспитуваат така наречените реални шоуа, а нивните идоли не се честните луѓе домаќини со образ и личен интегритет, туку типови од криминалниот полусвет. Тука без намера да навлегувам во нечии политички програми и идеи, сакам уште од сега јавно да ја порачам на следната власт. Веднаш по изборите спроведете прочистување и кај судиите, и кај обвинителите, но прво кај нас, политичарите. И за секого за кого нема логично образложение, како со државна плата станал милионер, треба веднаш да следи не оставка, туку кривична постапка. Точно е дека во имплементацијата на договорот за добро соседство со Република Бугарија во последниве месеци е видливо забавување на заедничката комисија составена од историчари. Од моментот на неговото подпишување пред 2,5 години, на ова политичко водство му беше јасно дека во годините пред нас ќе мора отворено и без комплекси да влеземе во разговори за така наречените бели петна или историски периоди и личности кои во биле намерно заборавени
или еднострано презентирани и објаснување во јавноста и во двете држави. Во таа смисла ние сме апсолутно подготвени да ги соочиме аргументите за одредени историски контроверзи, поврзани со различните толкувања на еден ист настан или личност. И исто така сме подготвени за напори насочени кон деидеологизација на историјата. Меѓутоа, правото да се идентификуваме како македонци кои зборуваат македонски јазик било и ќе биде надвор од било каква дебата, бидејќи тоа се одамна завршени историски процеси. Во контекст на актуелните регионални иницијативи, сакам посебно да истакнам дека тие во ниту еден случај не треба да бидат разбрани како замена за европските интеграции, туку само како инструмент за наше побрзо интегрирање во Европа. При тоа, така наречениот мини Шенген, за да биде ефикасен, мора да ги опфати сите 6 од Западниот Балкан, а не само 3. Истиот став го имав и за една поодамнешна иницијатива наречена Балкански Бенелукс, која пак имаше друга логика за поврзување меѓу државите од нашиот регион. Убеден сум дека во 21. век на Балканот не му се потребни државните идеологии од 19. и 20. век за денес да зборуваме за обнова на некаква нова Југославија или формирање на балкански алијанси кои ќе бидат насочени едни наспроти други. И во 2019-та, во некои центри на светската моќ, се разговараше за нова корекција на границите на Балканот, дури и за размена на луѓе и територии. Мојот став од почетокот беше и останува дека нова промена на балканските граници сигурно ќе не врати назад во раните 90-ти и ќе предизвика тензии, а најверојатно и нови конфликти. Со должна почит кон сите оние кои имаат поинако мислење за разговорите меѓу Белград и Приштина, овој свој став го имам кажано и образложено на сите странски државници со кои се имам сретнато до сега, а се разбира, тоа му го соопштив и на председателот на Србија и на председателот и премиерот на Косово. Решението за меѓународниот статус на Косово треба да придонесе и да ја зацврсти регионалната стабилност и безбедност. Не можам да видам логика да решиме еден проблем, а истовремено неколку други во истиот регион. Меѓународната заедница, како контролор на целиот тој процес, мора подобро да ги познава балканските историски специфики и да знае дека безбедноста на сите држави на Балканот е испреплетена. Ниту една влада, ниту една локална власт не може самостојно да го реши овој проблем во само еден мандат. Затоа предлагам тоа прашање да го извадиме од дневната политика и да се зафатиме со носење на надпартиска државна стратегија за ублажување на негативните ефекти од оваа појава која сериозно ги нарушува потенцијалите на нацијата. Јавно го поддржав барањето на граѓанскиот сектор за поголем државен буџет за заштита на животната средина, а во функција на промена на парадигмите во оваа област, која ни е толку потребна, ќе закажам седница на Советот за безбедност, на која за прв пат ќе расправаме за аерозагадувањето и на која ќе ги повикам на соочување на своите ставови и надлежното министерство и невладините организации активни во областа. Иселувањето е една од најголемите закани за безбедноста и иднината на земјата, затоа што го намалува биолошкиот субстрат на нацијата, од која директно зависи нашиот опстанок и просперитет во сите витални сектори на општеството. Не можам да видам како некој мисли, ако мисли, дека би добил политички поени кога вели дека во ваше време се иселија 300.000 граѓани, а во наше време само 150.000. Магична формула и брзи решенија за овој проблем до сега не се пронајдени ниту во најразвиените делови од светот. Во исто време, наивно и опасно е ако некој верува дека може да оди наспроти логиката на глобализацијата и да заговара затворање во националните граници. Сепак, ги повикувам релевантните политички субјекти да седнеме заедно и да донесеме надпартиска стратегија, барем за ублажување на последиците од оваа голгота на нашиот народ.